Сега да почнеме значи со нашиот разговор со нашиот гостин, тој е доктор Јован Велески. Добар ден, добро ни дојдовте во студиото на Радио Пела. Добар ден до слушателите, гледачите на Радио Пела и до вас во студиото. Благодарам за поканата за да учествувам во денешната емисија. Јас реков разговорот на тема поврзана со спортската психологија, тоа е една широка тема, многу прашања се наметнуваат. Јас би почнал овака. Факт е дека вие, како доктор Јован Велески од Прилеп, сте на чело на неколку организации на ниво на држава Република Македонија. Па нели тоа е сам по себе еден успех да го издвоиме покрај овие неуспеси што ги зборуваше мојот ководител Николче Димецки. Само по себе од Прилеп да бидеш лидер некаде е навистина успех. Вака сега, првен да ве коригирам за титулата доктор, тоа е медицинска титула. Јас сум специјалист и субспецијалист. А спортската психологија ми е волонтерска работа, каде што ете поради мојот личен животен стил да се занимавам со спорт, го прифатив и тој дел. Со спортска психологија почнав да се занимавам со самото дипломирање, бидејќи темата ми беше наменета во таа област, значи различен спортски успех на спортисти во тимски учинок. Тоа како се гледат играчите, како го гледаат, како ги гледаат своите соиграчи за успех во и победа на тимот. Сега, многу ми е интересно да зборувам на оваа тема. Прво да објасниме како дојдовте вие да бидете лидер на овие организации. Ова ДР, јас сум го препишал од некаде, да. Не, ако е моја грешка и на другиот што е напишал пред мене, и така ние се прегледуваме еден од друг и од грешка во грешка влегуваме. Значи од сега натаму да исклучиме се таа дубиоза, значи јас сакам да биде коректно се од моја страна. Значи како дојдов, јас работам, реков, почнав да работам со спортска психологија од самото дипломирање. Бидејќи се занимава со повеќе спортови во порано и така одлучив да посветам внимание. Моментално сум преседател на секцијата за спортска психологија на Комората на психолози на Република Македонија. Ја водам таа секција и се грижам за спортските стручни резултати на колегите. Од друга страна, јас сум исто така член на Комисијата за едукација и доделување на тренерски дипломи на Џудо Федерацијата на Македонија, каде што континуирано ги обучуваме тренерите користејќи ги методите на спортската психологија. Многу ми е интересно да зборувам за спортската психологија, бидејќи таа е наука и бара едно поголемо внимание, поголема екзактност како и секоја наука. Меѓутоа, ние денеска во поширокава јавност можеме да зборуваме за психологија на спортот. Тоа е една широка тема каде што секој со својата психичка концепција учествува во различни спортски активности. Па ајде да кажеме за многумина кои не се запознати, а сигурно дека такви има и во Прилеп особено, бидејќи јас се сеќам, речи секојдневно со луѓе зборувам за спортот, се наметнува некогаш и спортскава психологија и некако име далечна оваа наука која е присутна кај врвните спортисти. Меѓутоа, ајде да кажеме основите кои се овдека што треба да се знаат во врска со спортска психологија. Значи, што представува таа? Спортската психологија е наука која користи спортски методи и техники на психологијата во остварување на финалниот спортски учинок. Значи, не само на, да речам, комплетните резултати на спортскиот успех во надпреварањето, него има и своји пошироки компоненти. Еве ќе кажам еден пример, два примери ќе кажам.
за да биде на гледачите појасно. Во светот има околу 40 милиони регистрирани джудисти. Од нив само 200 се конкурентни за медаљи освојување на највисоко ниво. Додека другите 40 милиони имаат своја содржина да го практицираат джудото. Тоа значи дека и нив треба да му се најде некоја содржина, некој мотив, некој ентузијазам за да може да се занимава. Еве јас Дали 40 милиони се само сеньори или во сите возрастни во категории? сите возрастни, вклучително и ветераните. Од значи меѓународните джудо организации се занимаваат. Многу голема бројка на моите 40 милиони. Петти спорт во светот е по застапеност, четврти или петти. Сега од друга страна, за да ви кажам како е разликата на спортската психологија, учинокот на спортската психологија врз успехот, ќе направам споредба меѓу два града слични по големина, ќе го земеме нашиот Прилеп. Прилеп кој моментално Познат е по джудото. максимално имаше некаде околу 70-72.000 жители, значи сличен на него град во околинава е Зрењанин, кој има 10.000 жители фат. Зрењанин има 26 олимписки медаљи, 10.000 регистрирани спорт. Само од джудото? Не, од сите спорт. Од сите спорт. 10.000 регистрирани активни спортисти, има 132 меѓународни освоена медаљи и преку 400 на ниво на државно првенство на позицијата на бивша Југославија. Сега да направам споредба. Зрењанин имаше една сала Медисон со 108 гледачи. Сега да направам споредба со Прилеп. Во најбавиот период, 2 сали, 3 сали со Партизан, само можам да ги избром на прсти спортистите кои освоиле медаља на сојузно ниво, на југословенско ниво тогашно. Тоа се Врце Падобранецо, Састио во Стиплчес, стариот, професорот Џоре Наумовски како државен првак во борење и уште неколку души кои што се доближале до тој пласман. Сега кои се прилепчани. Исто така и семејството на каратистот Златко, че ми извини сопругата негова и децата што не можам да се сетам, тие имаа добри меѓународни резултати. Златко Димовски? Златко Димовски, да. Австралија. Другото сето спаѓа во Прилеп во рамките на просеко. Тоа е разликата меѓу сваќањето на спортот во Зрењанин и сваќањето на спортот во Прилеп. Да не звучам грубо. Дали во таа разлика се смета и разликата во примената на спортска психологија? Апсолутно се смета, затоа што нивното сваќање на спортот покажува дека ги стреми кон високи цели, дострели, а нашето сваќање на спортот стреми кон просек. Еве да направам една споредба со екипата на Тутунски комбинат, која што некогаш имаше сала, 6 тренери, 24 сати на располагање, автобус, хотел. Тоа е ракометна екипа. Ракометна екипа, добар спонзор, значи 6 селекции. Такви услови имаше само Барселона. А ние не бевме свесни за тоа. А ние бевме во рамките на втора сојузна лига. Значи, да направиме разлика во психологијата, во градацијата. Никогаш во прва лига не учествував. Никогаш, може би се доближавме. Меѓутоа, тука играа многу фактори. Не се само до играчите, некогаш се управите, некогаш и политиките на спортот, меѓутоа не покажавме желба да влеземе во највисокиот ранг. Не покажавме желба за спорт, да се надпреваруваме. Извинете, во тоа време, југословенско време, Да. колку беше присутна оваа наука спортска психологија? Во тоа време беше присутна преку чешките стручњаци кои што работеа Хавелка,
Ванек и сега ќе ми простите, не се сеќавам, од 67 година, од 68 година после Олимпијадата во Мексико почнува да работат со атлетските репрезентативци. Студентскиот спорт колку беше присутен? Тие беа Значи, тие беа во инволвирани цело време. Сплит имаше Хајдук во 70-тите години, во Прилеп колку што се сеќавам. Значи од времето на Томислав Ивич како тренер. Да. Во Прилеп колку што се сеќавам, имаше Нишлија еден тренер кој што донесе спортски психолог да му направи профил во Тутунски комбинат. И јас еве од 83-та година некаде каде што почнав првен со одбојкарите, па со џудистите и така натаки. Постепено некаде околу 40 екипи случаеви имам во мојава кариера, меѓу кои се гордеам со успехот на Пелистер финалето во Челинч купо, успехот на Тутунски комбинат, со купо на Македонија и еве како советник на Олимпијадата во Атина за волонтерски прашања. Значи, тие вака ми се некои приоритети кои што сум ги поставил и кои што сум ги исполнил во целост. Дали можеме да представиме на нашите слушатели и гледачи како изгледа една работа на спортскиот психолог во клубот? Кога е работата? Пред надпревар, на тренинг, за време на надпревар, по надпревар? Како изгледа сето тоа? Работата во клубот... Во што се состои? Се состои во повеќе фази. Значи, работа со тренеро, работа со играчите, ако е тимски, анализа. Дали е доволно еден спортски психолог во Видете, еден клуб? Исланд, кога играше со Македонија, имаше 5. Тренеро на Шведска во ракомет има жена психолог која седи на клупата со него и која му вели: чекај, сега си многу возбуден, нема да донесеш правилна одлука. Работата на спортската психологија, на науката, бара аналитика, значи бара мерење на способностите на спортистите. Бара и индивидуален и групен пристап. Затоа велам јас... Еве сега ангажиран е еден спортски психолог во некој клуб и како почнува со работка? Запознат со... Или неговиот удел? Како почнува? Значи, почнува првен со мерење на способностите на играчите. Разговор со тренеро и што тренерот ќе добија. Што мери тој? Ги мери способностите, мери колку може психички да биде ангажиран со мотиви и со ентузијазам во тимскиот учинок. Значи, колку ќе допринеси. Колку време му е потребно да измери? Треба поприлично време, може би ќе се работи цел месец. Бидејќи ако имаме 15... И на каков начин ги мери тој? Со тестирање, имаме апарати кои што се викаат реакциометри, каде што статистички се обработуваат тие резултати, потоа се користат тестови и се мери нивото на аспирација, односно нивото на колку има желба да учествува во самата игра и да допринеси. Значи, битно е колку играчо и како го свајча начинот на играње во тимот. Еве, јас ќе кажам еден пример. Пак со ракомето поврзан, имаше еден играч во Тутунски во тоа време кој што дојде од Валенсија, се викаше Славича, Стојковиќ, мислам беше, или Стојаковиќ, така некако. Играше на позицијата десен бек, левучар. Да, Стојковиќ. И даваше од прилика 3 до 4 гола на утакмица. Искусен играч, знаеше дека од прилика треба да одигра толку за да биде задоволен. И на една утакмица, онелом Славича, ти треба да дадеш 5 гола на утакмица. Добро. И Славиша даде 5 гола. Значи, тој е сосема свесен на нивото на кое што функционира и знае дека ако дај 5 гола, на нашиот тим ќе тепа. Тоа се случи со утакмицата со Млас Богданци. Мислам дека требаше сите дава по толку, на другиве играчи игра брз база на енергијата која ги влечи. Или ќе тргне тимот да игра, или сите ќе игра, или ќе се повлечат черечаи. Ќе изгубиме голема работа.
Значи, а кај овие играчи кои што се професионални, значи, тоа е својчајнето на играта. Тоа е причината да се воведи спортски психолог. Да биде ориентиран што може да направи за време на играта. Тој, ако му речеш, бидејќи е професионалец, 5 гола, значи 5. Ако денеска во фабрика речеме ти треба да сработиш толку и толку, за норма тој треба толку да сработи. Сега, дали е тој во состојба да го поднесе и оптеретувањето, тука е мерењето на спортската психологија. После се обработува резултатите статистички и се носат во една позиција да се види колку е нивната способност, а колку треба за медаља. Една спортистка која што настапуваше за Олимпијада, меревме дека од прилика за една добра игра со немотивиран противник, со просечно мотивиран, треба негде 66% или 2/3 од сите снаги на психички и физички да биде ангажиран тимот или поединецот за да постигне резултат добар. Нешто над 66% веќе тоа е доминација. Дали се случило во последно време, да речеме во 21 век, некој да постигне голем резултат, да освои можеби медал, а да не се служил, да немал соработка со спортски психолог? Има ли таков пример? Има пример, секако, ако мислиме во градов, ако зборуваме во градов, нема. А пошироко е, таков е резултатот, например, со олимпискиот вице-шампион Дејан во теквандо беше или од Олимпијадата во Токио, да. Дејан, значи, имаше сребрен медал, меѓутоа беше многу мотивиран. Кога се работи спортска психологија, треба да се знае дека има два нивоа на кои што се постигнува резултатот. Едниот е мотивацијата. Например, некој се мотивира да дојде тренинго да одработи, да земи пари дека дошол на тренинг или да земи дневницата. И другиот е инспирацијата. Кога некој ќе влезе во салава, значи тренирал цел живот, и кога ќе дојде на олимпискава борилиште арена, тој се инспирира. Се за него е многу лесно, затоа што таа од никаде не иди од сета снага која што... Значи се прави со задоволство? Не само со задоволство, него и со критичност. И тука е, мислам дека Дејан, ако имаше некоја поголема созреаност или работа на спортски психолог, ќе го освоише и златото. Се случува многу често да биде задоволен со освоената медаља. И вика, јас дојдов на Олимпијада како аутсайдер и освоив сребро. Тоа е голем успех и тоа е А има и спортисти кои се разликата меѓу шампиону и вице-шампиону е во желбата да се биде шампион. И сега тоа треба да му се пред очи да види, да знае како, дека кога ќе дојде во една таква позиција, треба да внеси поиќе сили за да си ги оствари. Секако дека Дејан можеше да биде шампион. А ние сме сведоци на спортисти кои што се презадоволни со самото учество на Олимпијада. Па тоа е тоа што или на светско европско. Што кажува в Прајска, значи да бидеш олимпиец е еден голем резултат. Значи јас за мене И тука можеби завршува нивната амбиција. Некој се фасцинира, некој се инспирира. И не само ти, и сите околу нив. Тука е работата. Медиумите ги величаат дека еве конечно имаме олимпиец. Не медиумите. Значи ние одиме со зелени карти на Олимпијада, ретко кој исполнува норма, али да знаеш дека во основа треба да му се објасни на спортистот која е разликата меѓу инспирацијата и фасцинацијата. Ајде да ви кажам еден пример што јас го приметив во Олимпијадата во Париз. Го имам опширно напишано во
на мојов статус. Се работеше за... Јас на Олимпијадава сакам да гледам многу ретки спортови, кои што немам прилика да ги видам во живо или да ги доживеам. Така на една прилика на Елисејските полиња имаше надпревар во стрелаштво, со лак и стрела. Во борба за бронзена медаља беа една французинка и една од надпреварувачка од Малезија. Тие носа полуроидни наочари за одсејај на сонцето и дувањето на ветро да не му смета во стрелањето. Долу на кајрон од телевизоро имаше откуцај на нивното срце. И кога ќе дојдеше откуцај на 80 до 85, тие погодуваја десетка. И то сето се гледа. И јас ги следам откуцаите. А обично Тоа е оптималниот момент. Тие го знаат, тие го сеќава. Тоа е суштината на спортската психологија, да ги внесиш. Французинката беше потемпераментна и на изразо на лицето и се познаваше. Источниве народи се малце повоздржани. Кај не немаше лицева експресија. Последната серија французинката гајџа 8-8-10. На малезикава и треба 8-8-9. На малезикава и треба да погоди 3 осумки за да ја земи медаља. И јас ја следам. Пулсо и почна од 93. На французинкава 105 беше цело време. И полека почна да се намалува на 80. И кога дојде да стрела, французинка, малезикава погоди по 3 има стрелби, првите 2 десетки. И требаше најмалку 7 за да освои бронзена медаља во третиот. И што се случува? Во моментот кога ни шанеше, значи имаше апсолутно 83-4 од куцај на срце, 2 пати трепна со очите. Малку кој го примети то. То трепкајне со очите покажува дека во главата и се појавува процес на реминисценција, значи на памтење. Низ главата се и поминаа сите тие напори на тренинзи што ги правела и дека е на чекор до медаљата. И та се опушти, мислејќи дека ќе погоди, и знаете што погоди? 6. За 1 поен ја изгуби бронзената медаља. Во секој случај, вистинска спортска драма се случуваше. Драмата, али таа врз основа на нејзината контрола на парасимпатикус и симпатикус, каде што психологот со различни вежби може да помогне да се постигне. Значи, самото треперење на очите 2 пати покажа дека нешто се случува во незиното помнење. Значи, затоа е потребен во врхунскиот спорт психолог кој што ќе му помогне да ги совладаат тие недостатоци. Дали веднаш да се префрлиме? Сега, каква е состојбата, например, во Македонија моментално? Кои клубови користат спортска психологија? Дали може би овие што имаат најголем успех? Видете. Еве, имавме во ракометот европски шампиони, женски, машки. Вардар, машката, Вардар, женската, па и фудбалот успеа во група да се пласира Вардар. Значи, Пелистер исто еве на високо ниво, машкиот ракометен клуб. Так. Дали овие се тие клубови кои што користат спортски во психологија? Вардар и во Маковеј, кога беа, Маковеј беше тренер, романецот. Богдан Макови, да. Да. И тој ме користеше доста и точно знаеше што треба да праша и што треба да измерам и во Ѓорче Петров и во Пелистер. Панов си донесе негов психолог од Русија. Сега знам дека моментално Кире Лазаров користи психолог, не го знам кој е, нити се има јавено колегата, нити па е лиценциран како таков,
Моментално спортската психологија во Македонија води професор Ленче Николовска и таа е во Олимпискиот комитет. Како ја води, што ја води, не организира стручни состаноци за да можеме да се вака повеќе да искомуницираме. Потоа знам дека во Мачевалскиот клуб Екскрим има психолог. Знам дека Мирјана Цветковиќ, бивша ракометарка на Скопје, психолог, работи некаде со ракомето и повеќе неколку екипи има волонтерски ангажирани психолози кои што те разговараат, значи покажуваат техники, методи, некои оноку колку што ги знам, меѓутоа тоа е далеко од стручност. Кога јас ги правам годишните извештаи, добивам многу малци информации кои што сработил. Воглавном се волонтерски, не се професионални, и тука е таа проблематика, затоа што денеска во ова пазарно општество ретко кој ќе најдеш да губи време за толку многу време, бидејќи за еден разговор, два, може, меѓутоа толку ретко ќе најдеш некој кој што ќе изгуби за бесплатно да ти сработи некоја работа. Сметам дека има една неповолност од Министерството за труд, за спорт, каде што се дава некои дополнителни средства доколку екипата има ангажиран спортски психолог. Значи тоа е една мотивација за ангажирање. Да, меѓутоа тие пари се пренаменува. Спортскиот психолог не се вика, ќе најда некој психолог без лиценца, без ништо, да се потпиши дека работи со тимо и тие добива. Се не се некои пари, 400-500 евра, може да се и појче во моментов. На месечно ниво? Не, на годишно. На клубовите добиваа средства, некој процент од фазла добива средства затоа што има ангажирано, така да многу колеги се потпишува, а не учествува, значи тоа е една комплетно некоректна работа. И јас ќе се потрудам да го коригирам тоа во наредниот период, кога да направам некој договор со Министерството за спорт, да се исклучи таа работа, да не одат тие средства ненаменски. Значи можам да заклучам според ова што го кажавте дека не е доволно искористена спортска психологија на државно ниво во Македонија. Апсолутно не е искористена, меѓутоа еве јас да искористам оваа прилика да кажам дека за прилепските клубови и за прилепските спортисти индивидуално, не зборувам за групно, за тимски, може секој да се обрати до мене преку амбулантата за спортска медицина во Прилеп, со обичен упут и прегледо и советувањето ќе кошта 80 денари. Партиципација. Значи, тоа го има достапно, секој од спортистите во Прилеп. Да кажи каква потешкотија има, што треба да се работи и што да го научам некоја техника на релаксација, се разбира во рамките на тие 30 минути колку што ми дозволува преглед. Сега во овој период, дали некој клуб или спортист соработува со вас од Прилеп зборувам? Во моментов никој не се работува со мене од спортистите, уште помалку од дали може би тоа се должи на тоа дека не се запознати со уделов на спортска психологија видите, како фактор во еден успех спортски? Тоа е веќе во друг домен. Ние имаме полупрофесионални тренери. Во спортски клубови? Да. И аматерски, да речем, управи, спортски работници, и свајчајното за спорто е таков каков што се наоѓа. Направив една анкета јас во Џудо Федерацијата, колку треба да се тренира и како треба да се постапува за сениорското џудо да биде конкурентно на европските купови или Грем Слем турнирите. И тие сите напишаа кој колку треба. Откако ја направив таа анализа, му ја пратив, сега велам напишете вие колку тренирате. 1/3 до 1/2 од
она што е потребно, самите што го напишале, го користат. Сега тука е друг мотив, значи има кој е мотиво на тренерот или на управата, дали е масовен спорт, затоа ви кажав јас, дали е такмичарски спорт, дали е нешто друго. Еве јас да ви кажам еден пример. Гледам од нашиве македонски джудо клубови освоени медајли во Алексинец, во Плевен, во не знам. Србите освоја 2 европски злата на истото ниво и 1 бронза на европско првенство. На истото ниво такмичење. Значи тие го поставиле малце поинакво. А ние уште одиме Алексинец или Плевен. Значи, годинава Македонија, благодарение на работата на Джудо Федерацијата и председател Трпановски и неколку подобри тренери, успевавме да донесеме 4 европски купа во Македонија, што е голем успех, бидејќи не вреднува Джудо Федерацијата интернационалната, и успевме да освоиме дури 1 медаља на европски куп и 1 на балканско, на меѓународно ниво, што е за Македонија една скала погоре и нема потреба повеќе да види. Сега понатамошната работа останува на сите тие други структури кои се во рамките на Министерството за спорт. Да ми кажете за неколку поими, еве, народски кажани, ама поврзани со психологија и со спортов. Трема. Некогаш за некој спортист се вели дека имаше трема. Тремата е... Може ли тоа да се избегне? Тремата е покачување на норадреналичната невротрансмисија. Тоа е еден процес на кога адреналино се подкрива, па го покачува и норадреналино. И бидејќи ако трае подолго, ќе дојде до акција на кортизоло, значи сето тоа се хормонални активности, да не ве замарам преку хипофизата. Дали е тоа нормално да се случува на секој спортист? Нормално е да се случува да имаш малце напетост пред такмичење, за да може да се... Значи позитивна трема? Има позитивна. Меѓутоа, ако продолжи таа активност во кортизолска активност, ќе дојде до реактивна заслепеност. Реактивна заслепеност значи дека ќе немаш концентрација да мислиш. Тоа најмногу се случува кај млади спортисти. Што доколку некој спортист се обрати кај вас, ако се работувате со некој клуб, ве молам, имам трема, што да преземам сега? Значи има пред надпреварот. Тремата најчесто е поврзана со техниките на дишењето преку стомах. Диафрагмата, ми смирува на диафрагмата, затоа што сето тоа се главнува дишењето, срцебиењето, слезинката се контрахира и сите тие работи. Има техники кои што јас можам да го научам да се смири. Како да направи вовет? Имав јас напишано... Значи има решение? 2-13 текста на во кои што едното се занимава баш со овој проблем и е посветено на джудото нормално. Значи има книги што може да се најдат, да се има прочитат од областта на спортска јавно објавено на страницата на Джудо Федерацијата, има пишува таму како да ја намалите својата активност, тремата и да се искористите да влезете во борба како што треба. Само треба да се заинтересираат. Не треба да се чита. Да се заинтересира за читање. Да. Исто така имам и за фудбал напишано, за пионерски школи, бидејќи често ги посетувам таму, во стадионот во Типските, тука повеќе се занимавам со рекреација. На игралиштето со вештачка треба. На игралиштето и гледам дека тренерите се суфлери. И го напишав, тоа во Нова Македонија излезе надпис, вашиот колега Димковски го објави за децата, не можете вие да го третирате фудбалот така. Можете да му кажете кој како да игра пред, меѓутоа фудбалот е инспирација и индивидуална позиција. Логика на размислување сосема различна од онаа на која што тренерот размислува во моментот. Затоа што кога ќе се најдеш во една ситуација треба да реагираш. Имаш 3 опции: дриблинг, шут или да додаеш. Значи не е некоја филозофија. Сега тренерот му суфлира, ти таму, ти ваму. Тоа е исто како да му засвириш ти елено, моме елено, и ти се да му 3 напред, 6 назад, 6 напред, 3 назад, да му кажеш како да игра. Значи мора да го пуштиш на то ниво на такмичење, кога се развива креативноста во спортот, да го пуштиш детето да биде креативно.
Тоа е едниот принцип. Вториот принцип се што сите родители со се баби и дедовци се наредени на ограда и јада семки. Значи, сега гледајте позицијава. Тоа е трема. И цело време тренерот е под притисок да ги внеси децава за фамилијава да го види како ќе изигра. И тој, од што сака да се покажи, не може да размислува практично и да изигра она што знае. Не може да се ослободи дете. Имав еден пример за едно момче кое го носевме во Сремска Митровица на такмичење, кој беше добар джудиста, меѓутоа од познато семејство Прилепско, са бајлето бабата го испрајчаше со комбето да го земиме и му вика: пази бабе да не се убиеш. Ето, пази бабе да не се убиеш. повреди. Да. А кога ќе го испрајчаше дедото кој беше познат спортиста, ќе му вели: бабе, ајде, застани таму и да не му се плаши. Оп, ете, тоа е тоа. Никогаш, кога ќе ги гледаш спортистите, особено кај децата, доколку е присутен некој од семејството, од блиските, тие имаат трема. Сите имаме трема пред татко, пред мајка. Ма тоа од секогаш било, јас се сеќавам дека сите сакаат своите деца да си ги гледаат постојано. Постојано, Како да. е се можемо да им се каже да не присуствуваат на некој надпревар? Не, значи треба Или да треници. Не велам да не присуствува, ама не постојано. И да седа и да коментира и да Значи да не, значи тоа децата слуша. никаков притисок. Лаик има, да речеме, друга струка, неќам да зборувам, ги гледам, ги слушам. Лаик кој што коментира, детето го слуша и мисли дека е во право и тоа променува. Значи не го слуша тренер, го слуша родител. Сега, значи, да продолжиме понатаму. Подценување на противникот. Што тука да се преземе? Подценување на противникот. Кога противникот го гледаме последно место на табелата и се смета дека лесно. Победата сама по себе ќе дојде. Во спортот има еден како да ви кажам, момент на предизвик, на ефект. Тоа е, го викаме закон на ефект. Најубаво ќе го опишам преку билдери или дигачеви на тегло. Тие секој тренинг по пола кило го накачува. Има тренинзи кога со месеци не може пола кило фадла да крене. И ако немаш таков предизвик ти, и после најнаш може да крене 5 кило, 10 кило фадла. Значи, ако немаш таков предизвик во спортот, немаш, се вика, подценување. Или откажување. Ај се со овој ќе играм, овие се последни, а ако дојде некој многу појак противник, што се случувало во пријателски надпревари, и ќе тргнеш онолку колку што можеш да изиграш едно полувреме, второто полувреме ќе те сомела, затоа што тие се поспремни, нормално. Ете, тоа е тоа што ми го кажувате. Боби Милевски, селекторов, кој го праша за Лихтенштейн пред надпреварот, а и по надпреварот ми се чини да истото го повтори, никогаш во животот не сум помислил да подценам некого, ниту Лихтенштейн таков третман ќе има. Значи, секоја репрезентација си има своја вредност. Секоја репрезентација може да се најде играч кој што во моментот ќе биде инспириран да ти дај 2-3 гола. Секоја репрезентација. Например, големите играчи секогаш се инспирираа пред полн стадион. Пред мал стадион нема да се инспирира. Нема да изигра. А пред полн стадион ќе изигра. Победа, кога играше во најдобрите години, ако Ридон беше полн, утакмицата беше и со потешки противници по интерес. А ако беше полупразен или 3-4 илјади публика, тогаш се одеше на рутинско играње. Значи, немаш мотив. Значи, овде фактор беше и публиката. Јас имам прилика покрај овие во последно време да следам неколку вежбачи кои доаѓа баш кога на стадионов во Типски да вежба на Трим теренчето, додека има утакмици. Тие вежба секогаш повеќе пред публика
Иако тоа ништо не значи за нив, значи не се такмичи, тој се такмичи самиот со себе си. Затоа, кога почнав на почетокот да ви објаснувам што е спортска психологија и психологија на спортот, баш и вие кажувам оваа разлика. Спортот е дисциплина животна за личен раст и развој. Значи, секој напредува дисциплинирано, се развива, добива некој квалитет преку спортот. Сега, дали тој вика талент? Нема талент, работа. Дали тој ќе постигне некој резултат? Тогаш зависи од неговата воља, желба и мотивација и инспирација на такмичење. Кај борбените такмичења тоа е многу помалце. Рековте искористен. талент и работа. Сооднос од 2% со 98%. Па за Илија Најдовски, еве сега уште жив е момчило Мома Илич, мислам дека ако добро го сватив, истото го тврдеше како и вие, дека работата го направи Илија Најдовски да биде она што е, капитен на Црвена звезда, која го примаше пехарот во Токио, светски првак. Претходно и европски првак беше. Поминали со с Црвена прилеп, звезда. меѓутоа не е прилепченец. Тој е од Крушево, да. И Ѓукеш во шахо поминали с прилеп, светски првак, Светски ама не е прилепченец. Значи, од прилеп не би сакал сега да кажувам колку... Меѓутоа, значајно место беше победа за него во кариерата. Ако не беше станица. победа, сигурно дека Да, беше ќе станица. недостасуваш. Беше станица и кариерата има успон. Се сеќавате вие на Илија Најдовски? Се сеќам како не. Значи има успон кариерата. Од кадетска екипа директно во синьорска, да биде Да. префален. Се сеќавам на апсолутно на неговиот развој, меѓутоа кариерата е постепено качување по скалите. Но вие рековте работата 98%. Дали беше работата и кај него 98%? Сигурно. Сигурно. Во што е таленто? Сега ќе ви кажам. Илија Најдовски и другите крушевски спортисти, особено имаше добри одбојкари, Папазовски, па Жан играше кошарка, па Кечевски беше на Олимпијадата во Гренобал, во скијање, па Ставре Јада. Тие сите има талент за такви спортови. Зошто? Еве ќе ви кажам. Затоа што Крушево е сио узбрдица. Качувањето од училиште до дома ги јача мускулите. Ништо не е случајно. Ништо не е случајно. Кога победа имаше добар тим? Кога играја играчи кои што во своето детство на сабајле трчаја по магарината до нивата со тутун, ќе набереа тутун, значи вежбање, имаше вежбање и па 3, 4, 5 километри ќе се вратеа до дома. Значи 10 километри секој сабајле, како деца го врвеа, да го набера тутуно, немаше место на магарето, да се качи кој ќе се наполни кош. И се додека триколките не се појавија, па почна да иде играчи од околината на Прилеп, кои што го правија. Значи, самото акомодација на движење на боса нога, на неравен терен, му даваше на играчите стабилност. И ние ги викаме талентирани. Тогаш беше најталентираната генерација на играчи, да не ги спомнувам од Гец до Бикерес, до Чачоро, и сите тие Тумано, таа генерација со голем респект на сите, вклучително и мојот чичко Живко Николовски, кој играше левбек, Живко Нешковски, кој играше левбек, и мојот вујко Милан Илиевски, кој играше десен бек. Значи, тие беа таква генерација кој што така го стекнува талентот. Гледате атлетиката. Кај африканци кои што се движа многу, кои што има конструкција на шупливи коски и еластична мускулатура. Тие доминираа во атлетика. Значи, тоа е талентот. Народов ги подсенува, вика, гладни се, не доволно нахранети и така натаму. Народов, видите сега, народов 15 кила е разлика од времето на 70-тите, 80-тите до сега просечната тежина на луѓето. Значи, ако е храната. Во самиот спорт
Исхраната представува дисциплина. Значи, покрај спортската психологија и исхраната представува една дисциплина за добар спортски успех. Значи, придржување на некој редослед во исхрана. Точно. Значи, победа оде наручек, ја да ја скара пред такмица. А сега се јади сосема лесно за да не го оптеретиш крвоток у желудникот, да може да трчаш и така натаму. Тие се ситни детали. Знаете што бара еден олимписки комитет за еден олимписки кандидат? Без разлика дали е со вајлд карта или дали е со постигнат резултат. Ние имаме елементарна непогода моментално во Олимпискиот комитет на Македонија, значи човек кој што апсолутно нема врска со олимпизмот, бара да има тренер, кондиционен тренер, лекар, спортски психолог и диететичар, односно стручнак за исхрана. Тие се 5 мина 5 мина. И за сите тие Меѓународен олимписки комитет донира средства. Сега, како тие средства се распоредува и кој ги вика сите тие работи да ги работи, во Македонија сето е една мистерија. Зато имаме инцидентни резултати. Не дека имаме добри резултати, кога би биле подобри резултатите? Значи, резултатите би биле подобри кога државата како држава би се грижела за спортистите, врвните, после завршувањето на нивната кариера. Да се ангажираат таму, каде што ќе биде корисни како спортисти. Значи, она што го учеле, што го знаеле, да го примена во младите генерации. Како јас, како еден просечен джудиста, би му кажал да бидам тренер или селектор на некој такмичар, како да се бори на меѓународно такмичење, кога немам искуство. Не знам. Просече, викате, ама јас разбрав дека на ниво на Југославија бевте на прво место. Не прво. Или задовте медал. Војнички турнир, да, војнички турнир, тоа е. Тие се инцидентни, кај што те мотивираат. Ама Југославија беше толку голема што треба се вреднува и тој резултат. Значи, сепак е то просек. Значи, јас зборувам за меѓународни такмичења, на големи такмичења да се направи резултат. А и сте работеле многу со джудисти. Сега се разбира дека федерациите има повеќе средства и како што е ракометната, фудбалската, па и одборкарската, тие има повеќе средства и многу поозбилно работа и има добри резултати. Македонија не е фудбалски тим кој може да се подцени така лесно. Што мислите за шансиве на Македонија за светско првенство во овие квалификации? Не следам, само ќе шпекулирам, меѓутоа гледам дека се работи за стегнат тим, за добар тим кој што има кохезија, кој што има водство, кој што кога ќе дојде некој одма се знае што сака на секој направи. Одма се вклопува. Значи, дури и видете вниманието кое го предизвикува кај наши македонци кои се иселиле во странство за да заиграа за нашиот тим, то покажува дека има кохезија. Исто и со ракомет. Кире немаше искуство, не земаше првин психолог, сега свати дека има потреба од психолог. Тоа е развој на еден тренер. Не можеме ние искуството на Кире да го негираме, Лазаров зборувам. Еве, да искористаме на прилика сега, неодамна прочитав дека тренерот на одбојкарската репрезентација и селектор на многу балкански земји доби награда за животно дело 8 септември, се работи за Јошко Миленковски, крушовчанец, кој што беше селектор, значи, на нашава, на грчка, на турска, на не знам кои репрезентации, на повеќе. Направи и меѓународно и професор на факултет. И еве користам прилика да му честитам, бидејќи Јошко беше мој цимер од првите години на студирањето во Скопје. И, значи, човек кој има една стручна и искуствена динамика во неговата кариера. Тој беше играч на Вардар, кој го освои купо на Југославија во одбојка.
И пак поврзано со Крушево. Па поврзано со Крушево, рековме Миленковски, Папазовски, Жан, Шапе, значи одличен спортиста, ако не направи резултати, значи Доно Кечески, Андон, па и Ставре Јада. Ако со Ставре излегува втор, трет, видете му го желбата на духо што го има за да се појави на Олимпијада. Не е тоа тај. Тоа е македонското знаме таму, без разлика што неговата резултати се такви. Ние немаме снег, не сме Швајцарија, Норвешка, да. Меѓутоа, ете, тоа е нешто слично како Тимо на Јамајка во боб кога се појави на Олимпијадата, кај беше во Калгари и така натаму. Па се снима и филмови. Значи, тоа е апсолутно една нација, е носиш на едно ниво, друго. Сега ќе прочиташ коментари, последен беше ги изгасна ламбите. Тоа се луѓе кои што не може да го свата олимпизм. Не може да го свата духо на спорт. Има кој знае до кога да зборуваме за ова спортска психологија, многу ми е интересно како вие зборувате. Меѓутоа, еве, сега не смееме да го прескокнеме ова што се случува на Европско кошаркаско првенство. Како е возможно, милион пати слушнав прашања Србија да загуби од Финска? Видете да ви кажам. Дали тука и психологија е фактор? Многу е. Тука е најбитна. Јас со србите сум разговарал, тие го имаја Параносич и не знам кој, имаја многу надписи за спортска психологија, сега нема. Гледајте што се случува. Играч кој шутира тројки во последната минута на кој што Пешич се подпира. Гурович ли се вика, не знам како се вика. На 3 првенства го следам. И Олимпијадата, и претходното светско првенство. До вербата да шутира тројка, последните тројки му се дава нему. Обично то тренерите има готови решенија за почетокот на утакмицата и за крајот на утакмицата. И тој знае кој играч ќе му шутира него тројка во последната минута. Обично шутира играч во кој што има најмногу доверба. И него му ја дава довербата на Гурович. Кој реално и да се очекува да погоди? Реално се очекува. Меѓутоа, 3 големи надпревари, светското, Олимпијадата и Европско првенство, тој промашува. Значи, не ја користи статистиката на спортската психологија. Пешич, за да види дека веќе 2 првенства, неговиот избран играч прави кардинални грешки поради кои ти му губи. Тоа е спортска психологија. Сега јас да ви кажам како се прави тоа. Се права 2 играчи, едниот се вика оперантен, другиот инструментален, кој вежба само една техника и се става во тимот тогаш кога е најпотребно да ја изврши таа акција. Без разлика дали се работи за одбрана или за напад. Многу убаво се гледа тоа во работата на клоп. Во фудбал. Во фудбал. И во Анчелоти. Анчелоти имаше готови решенија и ја внесува на едната на другата страна. Фергусон, значи тие има готови решенија. И секогаш има нов свеж играч. Инструменталниот играч, например, во фудбало се става ако треба да се скока со глава. Затоа што после 70 минути први способности со пајџака играчите е скочност. Искусните тренери ќе ја крена играта горе. Интер му го ја направи таа работа на Барселона, бидејќи Барселона игра долу. Во последните минути кога требаше ја крена играта горе, уморени играчите од Барселона не можеа да скока. Ама тренерот имаше анализата направено дека скочноста на Барселона е падната и му кладе големи играчи, па Беко ги тепа со 4-5 гола даде и 2 намести, не знам како се вика од Интер. Значи, тие се сегменти кои што треба да се прата.
Вака, спомнавте од аспект на Србија, да се вратам на кошаркава со Финска. Кој беше проблемот? А кој беше успехот или факторот од страна погледнато на Финска што се направи? Што мислеа тие? Од тие Финска сите викаат дека тука е крајот, Так. завршува со Европското првенство, бидејќи Србија е кандидат за златен медал. Инспирацијата. Значи, против себе има играч кој што е еден од најдобрите во НБА. И нивниот начин на размислување беше да го заобикола него и да го ста да игра. Тој играше, меѓутоа другите не играа во Србија. Затоа што од него очекува тој се. Знаете како е тоа, исто како Србите се многу сличен народ на нас, значи темпераментно, балканци кои што се емотивци. И сега исто како што навивачиве очекува Џоковиќ во 38 година пада освојува, исто е тоа да очекуваш од Јокиќ да ја реши утакмицата. Неговите играчи го учествува. Тоа ми беше дипломската работа. Значи, спорски успех, значи, на тимскиот учинок, статусот на играчите во тимскиот учинок. Значи, играчите како гледа, не тренерот како гледа. Тоа да му го доловиш и да му кажеш, да, ова е вака, ти мислиш така, ова е вака, кога ќе дојдеш во криза, ќе ја изгубиш утакмицата баш ако не овде не промениш. И како треба да промени? Што треба да промени? Некаде кажува дека во некоја екипа, репрезентација, клуб, без разлика, се случуваат и некои непријатни сцени, односи помеѓу соиграчите. Да. Што се случува тогаш? Затоа се прави. Речеме, некој прави грешка, па по него се вика. Затоа се прави психограм. Значи, пред малку ви кажав. Како играчите меѓу себе се поднесува. И во кого има доверба, во кого нема доверба. Кој до кога може. Тоа се вика психограм и го имаш како коцка и гледаш кој со кого си подава, кој со кого си се поштува, кој на кого го игнорира. И тоа ти треба да го знаеш кога ќе внеси. Слушам некаде во некои клубови или репрезентации имало некоја расправија, оти лентата капитенска од еден на друг играч му е дадена. Дали тоа може да биде проблем? И може. Потенцијален. Може кога има воглавном се тоа клубови кои што се има многу средства. Парите го структурира егото. Значи играчите има его, значи треба да биде капитен, иди овој. Еве го примерот со Реал Мадрид со Емпапе. Ете, тој е тој пример. Значи, еден играч ја поремети на фантастична екипа. Затоа што парите го што беа дадени за него беа многу високи, мисла дека требаше тој да биде лидер, ама не може да биде лидер. Треба да видиш како се односите во тимот и кај ќе го ставиш. Значи не е доволно да биде само играчки квалитет, туку психологијата е во прашање. За да биде лидер. Апсолутно, така и помина Реал минатото првенство, а претходното го има еден играч кој беше маргинален, го внесуваја на крајот играта, Хостелот се мислам се викаше, центрофор, висок многу, и ги заврши работата во полуфиналето. Кај што сите играчи беа паднати на Лигата на шампионите. Хостело беше за 2 милиони, овој за 60 милиони. Меѓутоа, кога се внесува нов играч во тимо, секогаш треба постепено се внесува. Не може одма. Не е ова машина. Кој да внесиш во запрега, ќе треба време да се прилагоди према другите коин. Велески, јас мислам дека и до утре сабајле можеме да разговараме на оваа тема, многу мене ми некако интересна и досега не обработена кај нас доволно, така што за скоро би ме повикал пак овде ако се појави некој повод. Меѓутоа, еве на крајот да ве прашам,
колку често ги следите овие спортски надпревари во Македонија и особено во Прилеп? Не ги следам искрено прилепските спортисти. За да не го Не силам. привлекли интерес? Не, имам професионални стандарди. А ако тие стандарди не се исполна, ја мислам дека ќе расибна моето гледиште на спортот. Моментално се занимавам со инклузивноста на спортот, односно на вклучување на лица кои имаа некакви пречки во нивниот развој, за спортот да му биде терапија. Значи полезен е спортот во секој случај. Рековме дека е за личен раст и развој. И го адаптирам то, еве баш за джудо го направив тој правилник и веќе на Балканска федерација веќе тој е прифатен, инклузивноста на джудото, веќе има неколку тима кои што преземаат такви деца и децата се добри. Зошто го правам тоа? Затоа што 20 години од мојата амбуланта праќам такви деца во джудото и знам дека за брзо време му се повлекуваат симптомите или му се облажува. Значи спортот е здравје пред се. А Мома Илич се слушнавме неодамна, за среќа се уште е жив на 91 година Нека е во здрав и Белград. жив. И тој вака ме праша дали се уште во Прилеп децата на улица играат фудбал. Ако играат фудбал, има едни на фудбалот. Точно то. За жал не игра во игротеки. Јас, ако може за крај... Или играат со мобилните. Со мобилните. Да моторното учење, ќе кажам за крај, дека моторното учење е првиот услов за развој на интелигенцијата на човекот и првиот услов за развој на добар спортиста. Тоа се учи од бебе. И има стадиуми кои што треба да се помина во различни периоди од живот. На крајов ја користам прилика уште еднаш да кажам дека во мојата амбуланта се до моето пензионирање во наредниве неколку години. Јас верувам дека и понатаму ќе продолжите и по пензионирање. Со упад од спортска медицина или со матичен лекар, во мој термин, секој спортиста може да дојде, ќе добие совет или начин како да совлада некоја спортска работа. За поголема работа, секако дека не, треба и друг начин на размислување на управател на тим. Ви благодарам за гостувањето. Еве уште да не заборавам, можете ли една прогноза за кој ќе биде европски кошаркарски шампион? Според досега покажаното. Сите фаворити што ги знаеме од порано отпаднаа. Значи, екипите се мотивирани до максимум што останаја. Отпадна Италија, отпадна Франција, отпадна Србија. Генерално гледам потенцијал во екипата на Турција. Значи, зошто? Искусни играчи, НБА играчи, нема освоено досега предизвик. Значи од сите аспекти. Од сите аспекти останува дали балканскиот менталитет кај нив нешто ќе скрши во рамките на наследните противници. И во оваа констелација на работите, физичката подготвеност ќе одигра улога за учесниците во финалето. Не психичката. Затоа што сега сите се импресионирани од позицијата во која се најде. Дури и Грузија е тука. Таму е селектор овој што е крупен, мислам дека Душан Војошевиќ? да. Значи, таа е старата школа. Значи, ја гледам дека и вие гледате дека менталитетот на логичките капацитети на селекторите ги вода репрезентациите кон успех. Значи, аналитиката, психологијата во овие позиции сега се многу важни. Добро, ќе запамтиме дека Турција е ваш фаворит, меѓутоа кажавте дека не баш 100% доколку ги искористи сите своји Значи, предности. во овој дел од
такмичењето, физичката кондиција. Која екипа ќе е поспремна, таа ќе влезе во финал. Од срце ви благодарам за гостувањето и да се видиме што поскоро пак со некој убав повод. Благодарам и вас на поканата и поздрав до гледачите и убав ден. Сега, Слушателите. Николче, доди со кратка пауза, па завршуваме. Спортски журнал на Радио Пелајва. Спортски журнал